civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. 5 годишнина, тоа не е мало, ви честитам на тоа што го одржувате во живот. Тоа што се деси пред 5 години, затоа што е многу важно и потребно перпетуално така да се продолжи. Не е нешто кое што би требало да биде само како Да, сега слушам како ехо. Да, јас бев во Скопје скоро цело време, ангажиран околу театарот со представа во тоа време. И иако во моите колумни кога јас пишувам, го спомнувам често Охрид, тој втор главен град или културен или летен главен град на Македонија, само за да се спомне и да се каже и да се додаде на целата виножитна боја на шарената револуција, да се додаде еден колорит друг, за Охрид да пишува еден албанец како јас и да, тоа беше мојот глас. И сите заедно така да влеземе во со желба за да после тоа да сме подобри него во почетокот. Јас се надевам дека така и беше, јас така се чувствував барем. Ви благодарам вам од Цивил кој што не разбудивте. Вие шетавте по цела Македонија и не будевте нас кои што слушавме, трпевме, но не бевме спремни да допринесеме. Затоа што не е лесно, се бара храброст, а храброст оди рака до рака со стравот. Имаше страв, сигурно дека имаше и реперкусии, сигурно дека имаше, кај некого повеќе, кај некого помалу. Времињата си поминаа и ние да се сетиме на тоа време, мислам дека треба да зборуваме за тој 12 април, дента, или утредента, со помилувањата, кога луѓето сами се мрднаа и излегоа на улиците и се упатија кон институциите, се доближи еден до друг за да споделат од заедничката емоција, енергија, желби, бои, и затоа беше шарена, така почна. А да не заборавиме, да не спомниме дека имаше и контра собири. Не знам колку се спомна, дали кажа моите претходни говорници, беше едно време кое што се обидуваше целава позитивна енергија да има една контра тежа од другата страна, дека не се собираат само едни, се собираат и други. Тоа се собрана, да, се собра и ваму. И тоа беше за да се отапи шилото, кој што некој го спомна сам, како фројдовско слизнување, си го спомнуваше шилото кое што треба да работи. И тие некако, да речам револуција, па да поминам контрареволуција, да не е застарено како 20 век, па тие клишеа кои што ги имаме спомнато, ме разбирате од кои зборови бегам, но тие сами се наметнуваат, значи имаше контрапротест, контрапротест. И тоа што јас се сеќавам од тој ден, јас бев во Скопје, и се сеќавам дека како искусен човек кој што влегувал во протести, сум студирал во Тирана, сум ја видел 97-ма, тука во Македонија, поминавме премнежија сите ние во овој Балкан наш, поминавме ни тешки времиња, се случија војни за жал, се случија многу тешки работи и тоа шаренило не сближи, тој момент кој што влегувавме со мисли кои што би можеле да ги пречистиме во тоа шаренилото што ни се нудеше. И се сеќавам дека застана позади едно дрво, малечко дрво, тука до канцеларијата на председателот Ганешен, затоа што гужвата се очекуваше во секој момент. И
видов бремена жена. До мене тоа ме и остави многу голем печаток. И веднаш тоа дрво не беше веќе за мене, ќе требаше да биде за господјата која што беше бремена. Приметив, го барав сопругот, тој беше тука, поразговарав со сопругот и тој ми рече да, бремена е, но не можам ништо да ја речам, таа чувства дека треба да биде тука. Јас тоа дрво во разговор со сопругот неизин почитуван, реков најдобро е да е тука. Ако нешто се задвижи масата наназад, таа да може да го заштити. Значи тоа дете некаде треба да е сега 4 годишно и близу до полнење на тие 5 години нов граѓанин во нашата Македонија. Ново скопјанче или скопјанка, која што очекува да слушне што ние тогаш понудивме, мајката, таткото, негово, неизино, и ние кои што бевме околу сите. Не би знаел да одговорам вака кратко за да кажам како, до каде е стигнат патот, но почетокот, тој првиот чекор со таа кинеската поговорка, тој првиот чекор е многу добар и за тие 10 милионти чекор за да стигнеш некаде, тој првиот чекор, зборуваме за тој првиот чекор, го паметиме. Не ми е трната сликата дека професорката почитувана Мирена Најчевска, значи професорката, што имав мало овде, дали ме слушнавте за да повторам, Мирена Најчевска беше првата рака која што испушти и ја започна по мене. За мене тој момент кога почна шарената револуција, летна едно јајце кон канцеларијата, требаше еден храбар, една храбра, мислам покрај сите други, без да ги одземам ништо од сите кои што говореа пред мене, говорат и не се тука и честа која што не дава Џабир, вие, Цивил. За мене беше момент дека почна. И јас знаев дека после тој момент ќе следува малку пожустро и малку како што беше и нели дојдов и до канцеларијата, кај вас беше така, бојно поле. Значи секаде се слуша, вие добивавте извештаи од цела Македонија и падна, беше темно, од светло дојде темното, со темното дојде и судирите и така натаму и се надевам дека кој што имал некој телесни и физички и психички проблеми знае да се сноси од тоа време, беше тежок ден, но беше и светол ден, затоа што се почна нешто ново. Јајце. Јајцето пак е символ на животот. Ево го сега, тие кои што се околу спремањето за помина едниот велик ден, доаѓа следниот, тој православниот, беше католичкиот и протестантскиот, почнува и Рамазан, за тие кои што се религиозни и за другите кои што не се, и за сите во виножито во начинот на кој што веруваат. Знаеме дека јајцето е почетокот на животот. Тоа беше тоа кое што летна. Ако би зборувал за боите, утврдено е дека тие можат и да се мешат. Значи, бојата на виножитото е фантастично, но има два вида на мешање, научно мешање на боите. Едното е адитивно и другото е субтрактивно. Со адитивното мешање накрај на тие бои се добива бела, а со субтрактивното мешање се добива темно кафеава или црна. Значи, виножитото продолжува затоа што вие не разбудивте повторно Цивил, ви благодарам. И се обидувате да има и 6 годишнина и 7 годишнина, да се чува таа позитивна енергија за понатаму и да биде изгласана и во парламентот, за да има можност тој граѓански пркос да продолжи и граѓанска цивилна разбуденост да си постои. И мислам дека за тоа заслужувате голем аплауз и поддршка. А ова другово, дали овие бои и како се мешаат, дали се мешаат, потребна е едната и другата. Не може да се виде белото ако нема позадина црна, не може и црното да се истакне ако нема позадина бела.
Значи, све е тоа кажано многу пати, тој јинг-јанг, тоа белото со црното, ноќта со денот, промената. Животот продолжува, ова е еден ден, 5 годишнина од тој ден, утре почнува првиот ден од 6 годишнината и ние до каде сме стигнати, одговорија сигурно и предходно, но мислата мене денеска ми оди кај тоа детенце кое што се роди од таа бремена мајка, која што мајчинскиот инстинкт го победи и излезе на улица и бараше подобар живот за своето чедо, се уште неродено, ризикувајќи во такви моменти кога не е лесно да се победи сопствениот страв, а беше полесно кога се здружувавме и останувавме и бевме заедно. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.